Иако бројот на семејства во Македонија на кои им е потребна храна и облека рапидно расте, државата останува глува за барањата на хуманитарните здруженија, кои секојдневно им помагаат на овие категории граѓани. Хуманитарното здружение Надеж за сите од Прилеп, кое му има помогнато на околу 700 семејства во цела држава и кое дневно има по 40 повици за помош. Цели 8 месеци моли од државните институции да им овозможат возило, канцеларии и магазински простор каде ќе ја чуваат храната и другите донации. Но залудно. Прво владата ги одбила за возило, а пред неколку дена и општина Прилеп ги одбила да им даде некоја државна просторија за магазин. Имаме премногу донации, има премногу семејства кои чека, што треба да му се раздели, немаме кај да ги класифицираме, немаме кај да ја чуваме транспортов и тој ни е многу тежок. Значи имавме состанок кај што требаше да потпишеме меморандум, кај што ни беше ветено магазински простор, ветено ни беше државна кола, финансиски средства за потребите, значи за превоз на здружениево, сето едноставно тапкање по рамо и накри со негативни одговори. Општината има простор, но не знам што е причината што не сака да ни излезе во пресред. А ние колку толку со донатори ќе си снабдиме фрижидери што ни е потребно за храната. Крајно се револтирани од ваквиот однос на институциите, бидејќи велат ние не бараме плата за нас, туку само услови за да можеме уште повеќе да помагаме на сиромашните семејства, чиј број постојано растел. Се повеќе има социјално загрозени семејства што немаат никаква помош ни од државата, а камоли од некоја друга институција. Има се повеќе и повеќе болни деца на кои што им се потребни финансиски средства за нивни операции. Упатуваме апел повторно и не знам по кој пат, значи да ни се приклучат сите поголеми фирми и поединци да ни помогнат во ова кризно време, во време на COVID-19, кога многу семејства во цела наша држава страдаат, буквално немаат леп за јадење. Велат дека без никаква надокнада ја работат половина од работата која што треба да ја работат државните институции и пак се оставени сами на себе. Нашиот проблем да го зема во своји раце, колку толку малце да ни пружа помош, за да можеме повторно ние да функционираме. Доколку сето е негативно, ние тука ќе застанеме и ќе го затвориме здруженијето. Доколку навистина пак дојде до затворање на ваквите здруженија, огромен број семејства ќе останат без храна, лекови и облека која секојдневно ја добиваат.